Понеделник, 19.2.2018. Денес бе втора смена. Одам на училиште замислен. Што се случува со мене? Онаа случка премногу ме смени. Насмевката од лице ми ја избриша. Се чувствувам осамен, крив. Имам толку прашања на кои нема одговор. Некаде на пат ме сретнаа двајца деветоделенци, поголеми од мене. Ги знам, едниот се вика Стефан, а другиот Марко. Познати се како едни од проблематичните деца во училиштето. Одам со наведната глава, молејќи се да не ме приметат, но како за белјата ми падна телефонот. И ете ги, нив почнаа со навредувањата. Крадец, крадец, се смеја, а јас вкочанет брзав да поминам. Но тогаш ме фатија. Стефан ми удри еднаш лаканица, а Марко клоца. Бев немоќен и се засрамив. Вторник, 22.2018. Денес сум предпладне на час по оркестар во училиштето. Немав желба, но сакав да излезам што побрзо од дома, да не ги гледам моите родители како се караат. Веќе ми се смачи. Стигнав на училиште, влегов во училницата. Децата веќе беа таму. Се упатив кон мојата клупа, засрамен. Секогаш наставничката ме фалеше дека сум добар, ама овој пат тоа беше различно. Не можев да се помирам со тоа дека се губам. Среда, 21.2.2018. Не ми се одеше на училиште веќе. Не, на што кога немам другари. Наставничката зборуваше за екскурзија на која што сите ќе одат. Таа се одржуваше за 2 недели на водно. Прашав дали ќе може да одам, ама не добив никаков одговор. Прашав повторно, но исто како првиот пат, никаков одговор. Тогаш почувствував како сите ме избегнуваат и како сум исфрлен од дружбата. Четврток, 22.2.2018. Денес отидов на училиште многу порано, за да не ме сретнат Стефан и Марко. Седев замислен и размислував. Започна и големиот одмор. На големиот одмор парите ми паднаа и се наметнав да ги земам, ама сите почнаа да извикуваат крадец. Еден соученик ме клоцна и ми ги зема парите, а потоа ме удри по главата. Сега сум возрасен, наставник по информатика, но никогаш нема да си го заборавам тоа сурово детство. Тогаш барав само прошка, да не мислат дека сум таков како што ме замислуваат. Може би правев некои грешки, но сега се каам.